За банкините во Јаја Паша, дали ќе продолжите и на другиот дел на патот исто да ставите, пошто таму каде што се дадоа некој ефект, но кога ги поминат веќе тие бетонските ѕидови, пак се прави хаос. Секогаш пред да превземам било какви посериозни потези, радикален потез да поставите банкина на една улица, јас разговарам со заедницата која што таму живее, со граѓаните и со луѓето. Имаме започнати некакви разговори во овој момент, не сакам тоа да го направиме на некој лош или недозволен начин, ќе треба да работиме со заедницата, откако ќе дојдеме до едно заедничко консензуално решение, тогаш може да се зборува и за може би продолжување на поставување на тој тип на барикади. Иако мене лично, ако ме прашате, доколку сите институции се вршат работата онака како што треба, конкретниот случај станува збор за сообраќајна полиција, не би требало да имаме застои во сообраќајот и не би требало да имаме недозволено паркирање, што е многу често појава на улица Цветан Димов и во продолжение на улица Христијан Тодоровски Карпош. Едноставно, јас ги охрабрувам и општините, еве сме во Чаир, и охрабрувам и општина Чаир да почне да инвестира во секундарната инфраструктура, во споредните улици, меѓутоа и во креирањето на паркинг места за жителите на оваа општина. Јас како градоначалник во град дека се трудам рамномерно да ги распоредувам градските пари на сите делови од градот, меѓутоа и општините ќе мора да се земат одговорноста и да поработат на капацитети и на секундарната инфраструктура, односно на улиците што се ингеренција на општините, меѓутоа на зголемување на паркинг капацитети. Како ќе му одговорите на револтот на граѓаните? Дека очекуваа како прв човек на градот да останете заедно со нив на 80 часовни од карантина, вие наводно сте биле во вашата викендица во Валдово? Очајот или немањето на аргументи да се спротистават на новите политики кои што ги креира градот и на сериозната имплементација и подобрување на работењето на градот и на услугите што градот ги нуди на своите граѓани, опозицијата ја заменува со искривување на тезите. За тоа каде бил градоначалникот и кога бил градоначалникот и како бил и што бил. Значи тоа е тотално изместување на тезите од страна на опозицијата и јас ќе одговорам на тоа на тие лажни прозивки на опозицијата со уште поголем ангажман. Ние годинава уште немаме почнато. Еве ако е за утеха на опозицијата, ние годинава се уште немаме почнато. Ова што го промовиравме се работи кои што ги имавме започнато годинава, до прва стартуваме со новите работи, до прва стартуваме со работите кои што и тоа како ќе го подобри животот на Скопје. Мислите дека само до опозицијата станува збор, не до сите граѓани, не се сите граѓани опозиција? Па не гледам дека јас револтот на граѓаните, туку беше спин од медиумите блиски до опозиција. Пак велам тоа изместување на тезите, затоа што нити знаете кога сум заминал, нити кога сум се вратил. Нити знаете како јас овие 3 месеци живеам со моето семејство, во смисол на карантините, во смисол на нивната изложеност, и мислам дека е целосно изместување на тезите, дефинитивно. Кога не можете да најдете забелешка за работата на градоначалникот, ќе изместуваме тезата зашто градоначалникот бил во своја куќа. Тоа е тотално изместување на тезите, ама не се кирете. Прво ќе ви средиме, опозицијата е депласирана во Скопје, нема што да бара во овој град. Очигледно е дека разликата во квалитетот на политиките кои што ги креирав јас, кои што ги креирам јас во овие само 2,5 години, визави скоро 25 годишното владење на ДПМН со Скопје е толку многу очигледна, што ќе сега ќе ја замараме јавноста со тоа дали имал Шилегов имот, каде се имал Шилегов, каде се движел Шилегов, депласирани се тие работи. Дали имате намера да ја, ако е под ваша ингеренција улицата кај Кванташки пазар, да ја почнете со реконструкција заради тоа што е катастрофална? Значи, ви благодарам што ја потврдивте мојата теза. Мојата теза е дека очајно беше воден овој град. Овој град во овие 2,5 години има извршена реконструкција на повеќе од 25 километри градски улици. И сепак сите не можеме да ги довршиме. Перо Наков е улицата за која што ми зборувате, ќе биде предмет на делумна реконструкција во текот на сезонава која што предстои. За жал, толку многу мани
имаше овој град кога го превзема Пјашо, едноставно јас не можам да прецасам. Да, граѓаните гледам дека се заинтересирани токму заради сериозниот интензитет со кој што градот влезе во реализација на подобрување на инфраструктурата и јас би сакал да можеме секаде да префасаме, меѓутоа тоа се и физичките и тоа се и материјалните можности кои што ги има нашиот град. Вистина ли е за тоа што во обвинуваат опозицијските советници во град Скопје дека вработувате предизборно во ЈСП Скопје без при тоа да ја наведете предвидената сума која ќе се потроши? Пак велам, креирањето на лажни вести од страна на опозицијата во градот токму заради нивната аутсайдерска инфериорна положба кога се политиките на градот во прашање е доказ тоа што како след на соопштенија се вадеа во текот на изминатиот викенд, станува збор за редовни сезонски вработувања кои што се предвидени уште во месец јануари. Конкретно, сакате во ЈСП, сакате во Дрисла или сакате во кое беше трето во јавно предпријатие што го комуницира, тоа се истите луѓе кои што ние ги наследивме како ангажирани преку Агенција за времени вработувања. Обратете се до јавните предпријатија, обратете се до луѓето кои што се таму вработени, ќе видите дека станува збор за истите луѓе, а не станува збор за никакво предизборно вработување. Впрочем, дали ќе имаше или ќе немаше избори, во моментот кога беа носени плановите, тоа е декември месец минатата година, беше непознато, а за мене сосема ирелевантно при нивното носење. Докаде е проектот за тунелите под Кале, сте рекове дека ќе биде завршено на 5 март, сте рекове дека ќе заврши во јуни. Имаме доцнење од страна на изведувачот заради светската пандемија на коронавирусот. Таму е избрана турска фирма која што заради рестрикциите во патувањата кои што постојат, едноставно експертите кои што се предвидени или кои што беа ангажирани од страна нивна, таа странски субјект, не може да дојдат и до крај да ги завршат механичките истражувања на самиот рид. Тој процес е во текот на минатиот месец надминат, бидејќи турскиот партнер одбра домашна фирма која што ќе ги изврши тие истражувања, да ги даде податоците со цел да биде дизајниран проектот. Моите очекувања се дека тоа би требало да биде завршено, ако не до крај на лето, некаде до октомври месец, да го имаме конечно документот. Ние ќе влеземе во имплементација на дел од решенијата, бидејќи тунелското поврзување всушност подразбира овде кај Порше да излезете. Ние годинава ќе започнеме со реализација на едниот крак од булеварот Македонско-Косовска бригада, бидејќи на тој начин после тоа, јас верувам и со државна помош, со изградба на тунелите ние ќе имаме една сериозна врска од Водно до Скопска Црна Гора по булеварско решение. Тоа е фундаментален проект за градот. За жал не се случи пандемијава, не може луѓето и се уште не може да речам да дојдат за да ги довршат работите, меѓутоа со ангажманот на домашен правен субјект кој што ќе ги заврши тие истражувања, очекувам дека би требало со малку доцнење да го имаме овој капитален документ за иднината на градот. Тунелите под Кале се објект кој што постои во генералните урбанистички планови од 1965 година. Меѓутоа од 1965 година до денес немало мој претходник кој што барем да изготвил тендерска документација за да некој може да влезе во изградба. Еве ние тоа го правиме, јас очекувам дека после тоа полека ќе снајдеме и финансиски сили да влеземе во таа имплементација. Шефот на вашиот кабинет претпоставам има дозвола за движење полициски час. Да, целиот кризен штаб на град Скопје има дозвола за движење. Каква работна задача извршуваше тој вчера од 13 до 17 часот со оглед на тоа дека на неколку различни локации каде што градот изведуваше градежни работи или изведуваше работи на инфраструктура како што е овој кружен кај што се наоѓаме денеска, требаше да биде извршен увид и надзор за градежните работи. Претпоставам има писмен трак дека бил испратен. Предпоставам дека имате писмен трак дека бил испратен. Не ни треба писмен трак за ангажман таков, по тој тип. Добро, благодарам.